Овој 45 годишен маж во 2019 година бил правосилно осуден на 4 годишна казна поради неовластено производство и пуштање во промет на наркотици. Но наместо да заврши зад решетки, судијата го искористил законот за пробација и му одредил условна осуда со заштитен надзор. Откако сум под надзор, во пробацијата имам редовни средби со пробацијските службеници кои ми даваат поддршка, ме советуваат и во моите најтешки моменти ме насочуваат како да постапувам. Услов за да не биде пратен во затвор не се само средбите со пробацијските службеници, туку и обврската редовно да оди на рехабилитација. Веќе повеќе години зависноста ми е ставена под контрола, примам соодветна терапија. Исто така за време на надзорот се вработив и сега сум свој човек и можам да го издржувам семејството. Алтернативната казна наместо затвор, чии последни месеци ги отслужува нашиот соговорник, барем во овој случај го дава резултатот поради кој се донесе законот за пробација во 2015 година. 4 алтернативи на затворот се условна осуда со заштитен надзор, куќен затвор, општокорисна работа и условен отпуст. Дали ќе досуди некоја од овие казни, одлука носи судијата, но поединечно за секој случај се прави проценка во консултација со пробацијските службеници кои имаат посебни канцеларии во судот. Судот може да определи дополнително и заштитен надзор, тогаш кога смета дека целта на условната осуда може да се постигне ако се определат и мерки на помош, грижа, надзор и заштита. Заштитниот надзор може да трае од 1 до 5 години, во нашата пракса и нашето искуство најчесто во просек се движи околу 3 години. А ако осуденото лице не се придржува до обврските од алтернативната мерка, таа секогаш може да се преиначи со затворска казна. Самата пробација всушност значи воспоставување на ефикасен систем на санкции и заштитни механизми кои придонесуваат кон намалување на криминалитетот, зголемување на заштитата на општеството, на јавната безбедност, како и кон ресоциализација и реинтеграција на осудените лица. Според податоците што 360 степени ги доби од управата за извршување санкции, во првите 2 години од стапувањето на сила на законот речиси и да немало пресуди со пробација. Со отворањето на повеќе пробацијски канцеларии расте и бројот на предмети од 165 во 2019 година до 475 предмети во 2022 година. Со ваквите бројки пробацијата е условно речено втор најголем затвор во земјата. За паралела ќе подлечам дека КП до Медризово има 1200 осуденици од прилика, а во моментот пробацијски активни случаи има околу 360, а трет затвор е Штипскиот затвор со 220 осудени лица. Според директорот Стојановиќ би било добро алтернативните мерки да се употребуваат почесто. Една од причините за овој став е што затворите се повторно преполни и покрај амнестијата од пред 5 години. Генерално на капацитет од 2090 луѓе во македонските затвори казна издржуваат 2201 лице или 111 лица повеќе од максимално возможното. Од 11 установи само во Идризово, Охрид, Куманово и Струга има по уште некој слободен кревет. Тука ни отежнуваат исто така оние осудени лица кои што доаѓаат во нашите установи врз основа на прекршување на ковид протоколи и тука навистина бројката е огромна и сметам дека доколку не се направи некоја промена во текот на носењето на пресудите и користењето на алтернативните казни, дека затворскиот систем во наредниот можеби 2 години и 3 нече има можност да ја намали преполнетоста во установите. Со други зборови, ако судиите не почнат почесто да ја користат пробацијата, ќе нема каде да се лежи затвор. А наскоро се очекува голем прилив на затвореници од оние што ги прекршија ковид протоколите, а немаа по 1000 до 2000 евра за да ја платат казната. Проценките се дека само во Скопје ги има околу 500. Судиката Билјана Коцевска, која како едукаторка предава за пробацијата на Академијата за суди и јавни обвинители, вели дека обвинетите за прекршување на полицискиот час се добар пример каде може да се примени пробацијата. Тие не го сториле кривичното дело со намера да шират заразна болест и така натаму, туку повеќе како неодговорни личности, како општествено неодговорни личности. И затоа сметав дека со изрекувањето на општо корисната работа треба да дадат свој придонес во општеството. Таа самата веќе донела такви пресуди за лица што ги кршеа ковид протоколите или полицискиот час, а една од нив завршила со неочекувано среќен крај.
млада девојка која што го сторила ова кривично дело, изреков општо корисна работа, имаше бранител, била упатена, односно бил склучен договор за општо корисна работа, тоа е работа во корист на државата без надоместок во зоолошка градина. И се покажала толку добра што ја примиле на работа. Меѓу активните предмети со пробација најчести се кривичните дела поврзани со дрога, кражби и прекршување на ковид протоколите. Од различните алтернативни мерки не се користи и само куќниот затвор. Како таква е предвидена во законот, меѓутоа ние како судии немаме услови технички за да можеме да ја спроведеме. Алки, колку што јас знам, се набавени, но треба истите да бидат да има сервисирање на истите, надзор да се врши на тоа, заради тоа што неретко се случуваат и случаи кога може би таа алтернативна мерка како кривична санкција најмногу би ја постигнала целта на казнувањето. Земјава има добиено такви алки преку донација, но никогаш не ги стави во функција. Сервисирањето и одржувањето може да го прави само производителот, а чини и многу пари, па ниту еден директор на управата или министер за правда веќе 8 година не се нафаќа да најде решение. Според актуелниот директор на управата Стојановиќ, алките се само мал дел од она што се нарекува пробација. Алките јавноста често ги поврзува дека е спас од пренатрупаноста на затворите. Не, спас од пренатрупаноста на затворите е пробацијската служба, условен отпуст со заштитен надзор. Растоварувањето на затворските капацитети е само една причина за почеста употреба на пробацијата во казнено-правниот систем. Многу поважна е шансата човек да си го стави животот на колосек. Да имаше затворска казна. Што за тебе ќе значеше тој за твоето семејство? Катастрофа. Или страшно нешто, да, затворот е голема казна. А за оние повеќе стотици што ги чека затвор поради ковид протоколите, има уште едно решение. Хелсиншкиот комитет за човекови права и Сдруженијето на млади правници кои ги следат условите во затворите бараат амнестија.